Електрификацијата на BMW пак не е толку стихина. Систематски пополнувајќи ги сегментите после веќе лансираните i4 и iX нареде луксузниот i7. Потврден уште минатата пролет дека неговиот развој е во одмината фаза, баварците ни докажаа со видеа од тестирањата на високи температури и смрзната подлога во поларниот круг. Тоа на инженерите треба да им даде увид во динамичките максимуми на погонскиот систем и издржливоста на батериите во екстремни услови. Според планот на BMW, продажбата на оваа електрична лимузина ќе започне кон крајот на годинава. Ќе биде базирана на флексибилната CLAR платформа со користење на технологиите од iX, кој располага со преку 500 конски сили и батерии кои овозможуваат автономија од 630 км. За разлика од своите конкуренти од Минхен, Мерцедес сеопфатно електрифицира својата гама и оттаму годинава треба да очекуваме неколку нови модели. Прв на списакот е мултинаменскиот EQB, кој на еден прифатлив начин ги спојува компактните димензии, семејната функционалност, трендовските кросоверски линии и електричниот погон. Ќе биде на располагање во повеќе варијанти со различна моќност, автономија и погон само на предните или сите 4 тркала, а ќе се произведува во Унгарија. Со слични карактеристики, но од сосема друга перспектива настапува и EQT, кој е патничка верзија на Цитан. Има амбиции да промени многу нешта во оваа класа, но дали на вистина тоа ќе го стори, не треба да се суди само според изгледот, туку и по механиката позајмена од Рено. Сериозен играч ќе биде Mercedes EQE, кој представува електрична алтернатива на E-класата. Оваа лимузина ќе настапува како бизнис авангарда на гамата и затоа германците немаа многу дилеми каква треба да биде. Продолжува по патот што го трасираше луксузниот EQS, од кој ја позајми атлетската каросерија со познатиот купеовски дизајн. Предните врати автоматски се отвораат, задната оска е управлива, а ослонувањето може да биде и адаптибилно. Во почетокот на продажбата ќе биде на располагање само во една верзија со електромотор од 292 конски сили и автономија од 660 км.